Од све книѓе на светов, оваја за тето и незините лафо е најбогата и најубава. Тетовчанецот Дарко Гавровски Гавро го издаде делото кое представува енциклопедиски речник и граматика на тетовскиот градски говор со етнолошки и историски осврти, насловен Тетовскиот говор. Гавровски го подготвувал ова дело 22 години, половина од својот живот. Вели дека го направил од љубов кон Тетово, за да се одолжи на предците и да остави аманет за идните генерации. Од печат веќе излезено, тетовчани веќе знаат, делото Тетовскиот говор, кој што е дело на 650 страници со граматика и речник од 9169 зборови, кои користеле и ги користат тетовчани. Ново дело е работено од 97-98, првите карти се правени, слики, така да еве над 22 години од 44 колку што имам јас, или половина живот е работено на оваа книга, и е најлуксузното и најдетално издание за било кој говор во македонскиот диалектен корпус. Значи, постојат веќе објавени дела за кичевскиот говор, кукушкиот говор, но ова одговорно тврдам е најлуксузно и најдетално научно образложено дело за било кој говор, така да тетовчани има со што да се гордеат, и мислам дека е книга која не е тетовчанец тој што нема да ја има дома. Гавровски истражувал, запишувал, разговарал со низа луѓе кои му раскажувале за користењето на зборовите во говорот, како и многуте места во градот кои веќе не постојат. Во ова негово дело, Гавровски успеал да ги вметне сите познати податоци и за занаетите, обичаите, традициите во Тетово. Со еден збор создал вистинска енциклопедија за градот. Ова енциклопедија е повеќеслојна и освен што е лексиката во секој збор, значи дали граматичката определба на секој збор или етимологијата, надодадено е и историското и етнолошкото значење на повеќето зборови, значи затоа и со етнолошки и историски осврти, каде што ги има и обичаите, адетите, например свадба како одредница, нема само свадба, вид на прослава. На две страни, адетот како било во четвртокот што се правело, во петокот, во саботата, во неделата. За слава, за Великден, за Василица, историски осврт има сите занети, кој бил последниот занет, чија првиот занет, кога се споменува тој занет во Тетово, кои биле делови на облека, на носија, алати, делови на самарот, начин на изработка на конопно платно, целиот процес, начин на работа на разбој, со деловите на разбој, значи, буквално книга во која што би уживале и етнолози и историчари, зашто има голем број податоци кои не се објавени во ниедна друга книга. Гавровски е автор на познатата Ја го љубим Тето. Преку ова негово дело, авторот уште еднаш ја докажа својата љубов кон градот под шара, кој е карактеристичен по многу нешта, а особено по, како што вели тој, мекамлиото зборење.